се смета дека во Социјалистичка република Македонија денес живеат близу 55.000 семејства на пчели. Пчелите ги има повеќе типови, со името што го добиле по територијата на која живеат. Охридска, Мавровска, Мариовска и така натаму. Сите имаат своји карактеристики. Во последниве години, како голем проблем и непријател на пчелите и воопшто за пчеларството во светот, па и кај нас, е појавата на вароата, попозната како крлеш. Тој е паразит со жолтеникава боја кој живее на телото од пчелата и на тој начин уништува голем број на семејства од пчели. Во Ресен живее и работи единствениот доктор на науки во Социјалистичка република Македонија од областа на агрономијата по пчеларство Павел Шљахов, професор во Центарот за средно образование Јосип Броз Тито. Тој со успех се бори против вароата, крлежот. Неговата докторска дисертација беше повод нашата екипа да го посети и да ја сними оваа емисија за Мариовската пчела. Проучувањето на питомиот костен во Социјалистичка република Македонија од гледна точка на добивање на поважни пчелни производи: мед, поленов прав, прополис, пчелен отров и млади лисја од костенот во исхраната на народот. За стаништата или месторастењата на питомиот кестен во Македонија има доста податоци, доста контрадикторности, но секој автор према своји истражувања си дава соодветни податоци. Овде се навоѓаме пред медоносната карта на Социјалистичка република Македонија, која што успев да ги картографирам поважните природни ресурси или извори на медоносни растенија и дрва во Македонија. Работејќи на проблемот околу определувањето и одредувањето на локалитетите со питомиот костен во мојата докторска дисертација, тоа се овие знаци дека се е питом костен. Во легендата пишува костен или кастанеа сатива. Работејќи на това увидов дека на терен постојат обилни терени со липа, ливада, јела, овошки, сончогледи, памук и така натаму, и си здадово задато. Кога веќе работам за еден медоносен ресурс, зашто да не допринесам на нашите пчелари, практичари кои што ги селат своите пчелни семејства од една пчелна паша на друга, не му презентирам да му ја олеснам работата околу тоа каде и кога да ги селат пчелните семејства. Ова медоносна карта, кога стана готова, јас го напишав и рефератот за меѓународниот 29-ти конгрес на Апимондија, тоест на Светскиот конгрес на пчеларите во Будимпешта 1983 година, и сега оваа медоносна карта го обиколи целиот свет, па сега гледам, ме радува што еден или друга земја во своите пчеларски часописи ја незе публикуваат, што е еден комплимент и за нашето македонско пчеларење, па и мој комплимент да ме запознаат и светските пчелари во други земји. Се навоѓаме во мојот пчеларник, кој се навоѓа на надморска височина 1033 метра. По секој веројатноќа се мисли дека овој пчеларник е на највисока надморска височина во Македонија. Изузет прават крушевските пчелари кои што имаат по 2, 3 или повеќе сандаци во своите дворишта. Овој пчеларник е лоциран на место кој што ја покажува целокупната можност, сите капацитети на максимално искористување на пчелна паша и сето богатство медоносно во Македонија. Самиот терен и самава околина ни зборува дека во моментов цути багремот, веќе багремо меди и јас сум задоволен
бидејќи кревањето на сандак од самото моје зборува кажу дека е он веќе тежок и ми дава јак напор. Потоа, тука имам во близината се питомите костени, кои што исто така после багремот ќе почнат да медат, а по костенот ја имам липата, а после липата рицко-планинската нискорастуча медоносна растителност, како и медликата од непосредна близина на дабовата шума. Може секој да почне и да пчелари, али да остане пчелар и да научи да биде да пчелари, тешко е. Затоа и во Македонија можеме да ги набраиме на прст современи пчелари, кои што и денеска во услови на вароата, тоест на крлежот, успешно пчелара. Затоа овдека во овој пчеларник, мада е тоа лична моја својина, јас учениците од училишниот центар на нашево училиште овде во Ресен ги обучавам овдека покрај сите ризици што можат учениците да ги нанесат приликом обуката. Во мојот пчеларник имам и едно најпримитивно пчелно живеалиште или кошаре, трмка. Ово е донесено со цел да нам нашите ученици му прикажеме како наједноставно, најлесно можеме пчелите да ги претараме од примитивно живеалиште во современо. Затоа сега ќе извршам и таа демонстрација да се види, да ја видите и вие. За секој случај, капата се клава, бидејќи не е кукавичлак, него ради предострожност, предпазливост, да пчеларот пожелно е да има капа. Сега, кој ќе го кренеме кошарето, оздола, видите, пчелите веќе се префрлени доле. Кошарето ни служи сега како медиште, а сандакот од оздола плодиште. На есен ова полна со мед ќе се отстрани, а пчелите ќе останат во сандакот. Во ова современо улиште ќе ви демонстрирам една моја контролна станица за посматрање на активната работа и медење кај пчелите. Дали они градат саќе, дали носат мед и така натаму, ово е специјално прилагодено улиште за учениците. Кога велам затоа што кога ќе го кренеме овој капак сега, внатре имаме стаклено звоно. Во тоа стаклено звоно е поставено вештачко саќе, кое што пчелите ќе почнат да го градат. Према интензитетот на ширењето на саќето и према медењето, ние ќе дознаеме дали пчелите градат или не градат, на топлото се. Сонцето одма делува и сега се одлепува саќето. Мораме да го вратиме побрзо на своје место. Ова стакло контролно е, или една така наречена посматрачница, каде што ни покажува дали медит, не медит, дали пчелите градат саќе или не. Ово е специјално наменето за учениците. Сега моментално вршам контрола или проверка дали пчелите го градат вештачкото додадено саќе и дали медат. Пред 3 дена, пред почетокот на главната багремова паша, додадов на секое улиште по 3 вештачки пити и сега вршам контрола. Најлесно се познат по тоа што ново изградено саќе е бело по боја како сирење. Ако камерата тоа го снима, видите саќето е бело. Овој рам бил со вештачка пита, али сега пчелите веќе ја издолжи. Значи, годината меди, денеска меди и пчелите се мирни. Дали има мед или не, најубаво ќе го видите од ова. Видите како капе медот од рамка. Јас пчеларам во услови на
појавата на вароата или крлежот, кај мене е присутен од 1980 година. Ги применувам сите биолошки, хемиски и физички методи и затоа кај мене пчелните семејства, како што гледате, оде во плодиште, па и во медиште, веќе пчелите се секаде на свое работно место и задача. Како го вршам това, ќе го видите на следните улишта, бидејќи вршам престројување на пчеларење. Се пчелареше едно до појавата на крлежот, а после крлежот, ако сакаме да имаме пчели, мораме да ја знаеме биологијата на пчелата, биологијата на крлежот и физичко и хемиските особини на хемиските средства што се употребуваат во борба против овој најголем паразит и непријател кај пчеларството, крлежот. Во мојот пчелињак е присутна вароата веќе 5 години. За тие 5 години ја изгуби само 2 пчелни семејства и тоа по моја вина, бидејќи експериментирав со поголема доза на хемиските препарати. Затоа јас прибегнав на поедноставен начин, тоест современото улиште, современиот сандак, да го вратам пчелното семејство и пчелата да живее како што живеела во примитивни кошариња, каде што дното било отворено. Класичниот систем на пчеларење, подот го отстранувам, а место подот оставам доле мрежа. А това ќе го демонстрирам на овој едноставен начин, овие две лангструтки кои што ги гледате пред мене. За да се мирни пчелите, треба да се начадат и на едноставен начин сега јас и ова пчелно семејство е доста медило, има доста мед. И еве во што е суштината. Место под се става мрежа. Вароата, која што сакајќи да се префрли од едно улиште на друго, од една пчела на друга, таја паѓа низ решетката доле на земја, не може горе да се качи, а доле мравките незе ќе ја собера. Дека е тоа точно, сета нечистотија. Сите варои што се паднати ги нема, мравките ги очистиле. И сега мене ми се мравките сојузници, а не непријатели. Овој начин на пчеларење го применуваат французите од поодамна, тоест мислам на мрежата. Ова е француски начин на пчеларење, дека пчеларите веќе 10-15 години во Франција немаат класична подњача или под, него имаат ваква мрежа. Мене овие пчелни семејства и зиме овака ми зимуваат на ваква мрежа. Роењето уствари умножување на пчелните семејства во еден пчеларен. Роењето може да биде природно, кога без интервенција на човекот пчелите се ројат, па после човекот ќе ги собере и ги смести во кошаре, во сандак и така натаму. Моментално во современото пчеларење се применува така наречено вештачко роење. Зборот е само вештачко. Иначе тоа е уствари природно роење под интервенција на пчелар. Во моментов сега на главна пчелна паша, на Багремов, имаме толку младо пило и тоа пило да не се пренамножи и да дојде до нагон за роење, а штом дојде нагон за роење,
пчелите престануваат со собирање на нектар, поленов прав и така натаму, па затоа пчеларот го користи тој момент да сувишното пило го собере во одредени сандаци и да се добие ново пчелно семејство. Суштината на вештачко роење е во тоа што однапред се спрема современо пчелно живеалиште и во него се ставаат 1 до 2 рамки со мед. Тој мед го чуваме во резерва од миналата година или сега ако пчелите донеле, затоа што младите пчели 12, 13, 15 дена нема да излетуваат од своето улиште и ќе ја јадат оваа резервна храна што ќе му ние додадеме. При услови на вароата, при појавата на крлежот и техниката на вештачкото роење се менува со тоа што сега имаме дополнителна интервенција, т.е. отстранување на трутовското легло. Нашите пчелари, уопште во Југославија, не знаат дека и трутовското легло може да се искористи во апитерапијата за добивање на пчелни препарати за лечење на многу болести. Во трутовското легло вароата ја имаме, а во работничкото не. Кој ќе отстраниме трутовското легло и ние сме сигурни да во младиот рој нема да има вароа, нема да има крлеж. За да имаме нова матица, мораме да додадеме младо легло. За таа цел оваа ново изградена рамка ни служи да ја додадеме во вештачкиот рој, каде што пчелите ќе се изградат своја матица. Секој јајце оплодено старо до 3 дена пчели може да го преобразат за матица, а ако е постаро од 3 дена веќе не. И затоа пчеларот при вештачко роење додава овака младо легло. Прво внимавам да не е тука старата матица, да не го обезматичам старото друштво и сега младиве пчели ќе ги истресам на местото кај што ги ројам, а старите ќе си се вратат во свое матично улиште. Мариовската пчела е миролюбива, тоа е пчела која е многу работолюбива, работи на пониски температури, дури 3 до 5 степени пониска температура, она е веќе активна, неголи банатската или краинската. Овие карактеристики производни се веќе потврдени и во Австралија, веќе во Австралија во Аделаида имаме 12.000 пчелни семејства, еден пчелар ја размножил за 6 години веќе на 12.000. Во Бразил имаме, Мексико, Унгарија, така да нашава мариовска пчела веќе е расширена и на други континенти. Уште старите асирци обраќале вниманието на опрашувањето и оплодувањето на земјоделските ентомофилни култури. Бидејќи во Преспа имаме огромни плантажи и насади со овошки, а многу мало пчелни семејства. Поради тоа што денес во Преспа на 362 цвета само едно јаболко добиваме во берба, а овоштарската литература спомиња дека за нормален и обилен род се потребни од 100 цвета во бербата да добиеме 6 плода. Заради тоа да ја рационализирам работата на пчелите и да го ублажам дефицитот на потребен број пчелни семејства, и го конструирав овој полинатор, се вика затоа што во него оде поставувам поленов прав од сорта кој што е добар опрашивач. Нашински речено сорта добар љубавник. Се затвара да не собира друга прашина и вака спремен се постава во влезот на улиштето. Ако е овде кошаре, ќе се прилагоди да сите пчели влегуваат овде, а не. И влегувајќи или излегувајќи, сите пчели на себе
товарат поленов прав и кои ќе дојдат на цветот, како да биле веќе на некоја сорта опрашивачи. Ова моментално што гледате, личи на еден сандак, на еден ковчег македонски да се изразам. Това е моја иновација, така наречен универзален декристализатор на мед. Покрај декристализацијата на медот, знаеме да медот после известно време на стоење, он кристализира, се претвара во цврста состојба. Нашиот потрошувач го избегнува кристализираниот мед, мислејќи дека е тоа за шекеросан мед, сосем е во заблуда това. Ние мораме вкусот да го поштуваме на потрошувачот и медот го декристализираме, го претвараме пак во течна состојба. Покрај декристализација на медот, овој може да ни послужи за работна маса за седење и одземање на мед од улиштата. Уствари ова е една минијатура као фрижидер, ист принцип на изолација што се и фрижидерите, место мотор за хлад. Овдека е една столна лампа и сијалица од 40 вати. Со помош на оваа сијалица, израчењето на температурата што ја дава оваа сијалица, го декристализираме медот, потова можеме да го топиме во сокот од рамките, можеме да извршиме дезинфекција на саќе кое е заразено од спори на нозематоза. Може за термичка обработка против борбата на крлежот кај пчелите, тоа термичка обработка на пчелите со помош на температурата, да ноземато, поправо вароатозата или вароата или крлежот како го викаме, да и него го овде уништам. Така да пчелите после термичка обработка, кој ќе ги вратам назад во улиштето, ќе бидат цела зима до наредна пролет чисти, без ниеден крпел или крлеж на нивно тело. Може да послужи и као работен ковчег во време на грабежот кај пчелите, бидејќи кога нема медење, ако одзимаме мед, ќе дојде до грабеж, а ово е многу лесен, 18 кила е и двајца пчелари, другари со помош на носила го идат во пчеларникот и рамките, видите, секој има 4 спрата. Може да се наредат рамки и да се покриет на овој начин и да пчелите не да не извршат грабеж. Чим се наполни, одиме во просториите на центрифугирањето, така да ово има 9 функции и со овој декристализатор ќе настапам со реферат, тоест соопштение на идниот 30 јубиларни меѓународен конгрес на пчеларите, што ќе се одржи во август месец 1985 година во Киото, во Јапан. Тоа кимоно ми е подарено од подпредседателот на Сојузот на пчеларските асоциации на Јапан, на минатиот меѓународен конгрес што беше во Будимпешта. На полеđината пишува на јапански дека сме тоа почесни гости и ќе имаме некои олеснувања на такси службата, хотелските служби, во полицијата и во секојдневно минување, дека сме ние почесни граѓани на Јапан. А сега ќе ви ја покажам најбогатата збирка на медови што потекнуваат од територијата на Социјалистичка република Македонија. Ова колекција е стара веќе 25 години и натаму собирам секоја година мед. Ова колекција на медови е најбогата. Имаме уште постари во светот и во Европа, али кај нас во Македонија, па и во најбогата, бидејќи ниедна збирка во светот нема 128 медови, додека јас успеав за овие 25 години да соберам монофлорни медови само од едно медоносно растение. Да е доказ това, имаме мед
potpuno bel, ovo je med od maslodajna repa i kontrast od belo crn med. To je livatski med od selo Čemerno Kavadarečko. Medovite se razlikuju. Potom imame med od kamilica ili bolivač i med od sončog med. Na izgled izgleda isti, ali sepak nijansata, nabojata kamilica i sončogled. Sončogledot je malo posveto i pobrzo počnuo da se odvoja fruktozata od glikozata. Dodeka ovdeka se ušte nemame diferenciranje i imame ovdeka jedan izuzetak egzemplar kada što imame med od majčina dušica, čobrica ili materka i med od jabolka. Fruktozata gi odvojila. Znači, sastojenje to medot se diferencira. Medovite ne se mešat, nema isti koeficijent na difuzija kao rastvori. Da je to točno, ovdeka može ova tikvica ili boca, da ne imame dole kostenov med kao specifični potežak, ima specifična težina pogolema, a bagremov je polesen i pri mešanju to, ovi medovi se odvojile. Znači, medovite kako rastvori, nema ist koeficijent na difuzija i ne se meša. Deka je to točno, ni zborova ova sifon šiše, vo koje što imame nalijeno pod pritisok 5 vrsti na medovi i se koja vrsta na med 1, 2, 3, 4, 5 si se odvoji. Ovo go kažem zato da pčelarite koga saka da mešat medovi poveke, poarno da si go prodavat med. Bez razlika da li je bel, crn, crven, žolt i taka natamu, videki med ako poteknuva od medonosno rastenije, da li on ke bide crven vakar, ili ke bide crn, ili ke bide žolt, bel, ne treba bojata da go. Zato što pčelarite mnogo, popravo potrošuvačite, mnogo ne se naučeni, ne znat deka imame medovi tolikav broj. Ako uspijem dokaj 300 vrsti medovi ova kolekcija, ja bi go toj rado predal na Prirodno-naučni muzej u Skopje, da bide stalna izložba, da ima svoje vitrini i da bide pristupačen za site posetitelji, videjki makedonsko to bogatstvo treba prvo nije da si go cenime, a vo svetot isto tako.